Здраво на сите, моето име е Кирил, а вие слушате или гледате новата епизода на фудбалскиот подкаст Скратен корнер. По 10-ти пат, како и обично, со мене е Владко. Здраво. И за прв пат имаме можност да му кажеме добре дојде на Тале, познати како Хамба. Здраво и од мене. Како сте, момци? Одлично. Штава. Јас сум супер, Владче, ти како си? Одлично. Малку Како помина фудбалскиве недели во кои што не бевме присутни во етер? Од репрезентативно ниво и добро и лошо. Клубско не ми се збори, логото позади кажува се. Тоа е единственото стандардно тука. Ја мислам дека што си се намотил за Вердер да најуваш, сигурно си знаел што тоа очекува. Не беше така од секогаш. Додека трае репрезентативната пауза, од која што може да се пофалиме со резултатите, ние решивме да се фокусираме малку повеќе на она што се случуваше во фудбалот на клубски план. Домашните првенства полека се ближат при крај, веќе сме блиску до разврската, борбите за титули се вжештуваат, европските надпреварувања, нашиот фокус, се веќе во онаа фаза каде што се двојат фаворитите од аутсайдерите. И ќе започнеме од Лигата на шампионите како наше омилено надпреварување, каде што неодамна ги дознавме победниците од 8 на финалните дуели и уште поважно беа извлечени паровите од четвртфиналните дуели. Меѓу нив, по некој интересен надпревар, имаме многу интересни теми, ама ајде да почнеме прво од запознавањето со Тале за оние кои што не го знаат. Тале, ајде прво да почнеме од кој е твојот омилен клуб и кого ќе го поддржуваш до крај на овој подкаст? До крајот на мојот живот ќе поддржам Барселона. Тоа е тоа тимот што 97 го засакав. Заради Роналдо, Ривалдо, целата екипа која што играше прекрасен фудбал. Го засакав клубот, а инаку фудбалот како фудбал го засакав откако го гледав Анри. Анри беше човекот кој што ме натера да го сакам фудбалот, сите тие негови елегантни движења по линија и претрчувања, пласираните топки, тоа беше тоа што ме натера да го засакам фудбалот. И нормално, најголема среќа беше кога Анри дојде во Барса, после титули се тоа. Ти се поклопија коцките на едно место и ги гледаш? Многу. Тоа е одлично. Пошто почнавме од тебе, ајде ќе му дадеме предност на твојот клуб. Барселона само што го заврши дуелот со ПСЖ, двомечот заврши со победа на францускиот тим, ама Барселона може да си оди со високо крената глава од овие два надпревари. Може би не толку од првиот, меѓутоа она што го прикажа во вториот дава малку надеж за уиднина. Или не се сложувате со мене, не знам, тоа е моја констатација. Дава многу надеж вториот надпревар. Самиот момент кога Лапорта стана председател, мислам дека им олесни на сите играчи, им олесни на сите што се инволвирани во клубот и кои што навистина го сакаат. Од тоа што гледам на социјалните мрежи немаше човек кој што навива за Барселона, а не го поздрави доаѓањето на Лапорта, бидејќи човекот докажа и покажа дека знае што прави. Да, првиот резултат дури беше очекуван до некаде, бидејќи клубот не беше доста стабилен во Лига на шампиони. Играше некои надпревари каде што да победува, но не беше тоа што сме навикнати да го гледаме од Барселона. Посебно па не од Меси. Вториот надпревар искрено мене ми направи многу кеф, поради тоа што видов сосема друг клуб и со оглед на тоа колку млади играчи се инкорпорирани во првиот тим, транзицијска година е. И таква игра мене многу ме радува, бидејќи знам дека следна сезона со оглед на тоа дека го имаме Лапорта на чело на клубот, може да се направи, нешто позначено, односно се освои некоја титула
типот на Лига на шампиони. Инаку тоа што се случи со ПСЖ е дефинитивно мене ми се допадна исходот, бидејќи ако продолжија понатаму со овој тим ќе се десеше дебакл од минатата година, така да подобро со овој резултат, одлично, мене ми е многу окей. Толку им беше силата, фала за уживањето во Барселона, следна година Владко, јас и ти тотално ги промашивме оваа утакмица. Дадовме фаворитска улога на Барселона, испадна дека уште во првиот надпревар Барселона го поништи тоа. Да промашивме само за Барселона, ќе беше супер од овие двомечи. И ти си за другите. Јас баш противно од Тале немам позитивно ништо да кажам за Барселона од овој двомеч, ништо. Единствена светла точка за Барселона од овој двомеч беше голот на Меси, единствениот оваа сезона во Лига на шампиони што нема од пенал. Барселона даде 2 гола во 180 минути, во кои од двата надпревари имаше 2 пенала. Така, едниот Меси го погоди, едниот го промаш. Еден гол Меси само одигра, вториот надпревар беше рутински, ПСЖ ми остаи свесно топката на Барселона. Еве вие играте, напрете што можете. Не може да победат ни таков надпревар што ПСЖ не го свати многу сериозно. Да влезеше пеналот за 1-2 ќе беше многу подруг исходот. Дури мислам дека ќе беше поубав и фудбал за гледање. И вака меѓутоа во Барселона сум разочаран. Разочаран во смисла што очекував барем да победи, излегува да играат фудбал, ама конечниот исход не беше као тоа што очекував. Беа многу блиску до тоа да победат, би рекол, бидејќи креираа многу шанси, направија многу ствари. Од друга страна, Дембеле ПСЖ имаше пенал што беше онака дали. Ама окей, да. Ја вратија формата, втората да ја добијат. Ама кога веќе не ја добија, некако ми изгледаше како добра представа во однос на тоа што гледавме од Барселона до тој момент и што гледаме последниве, да речеме, 3-4 недели. Да, ја вратија формата, после оној двомеч со Севилја, кој ќе мора да почне се бриш. Ја вратија формата, викам. Не слушате? Така? Се слушаме така? Да. Викам, ја вратија формата, се вратија на победнички патеки, тоа го докаже и со реваншот против Севилја, кај што надокнадија 2:0 во купот, што реално не очекував дека ќе биде. Се приклучија во трката за титулата во Шпанија, кај што веќе беше според мене и според многу други као готово заклучена, нели, за Атлетико, имаше двоцифрен број на бодови предност, плюс имаше надпревар помалку, мислам, кај што направија неколку киксови со екипи, као мислам дека 2 пати против Леванте, со Гетафе, со екипи што не се ни вредни да се спомнуваат, као буквално. Не знам што се случува и со Атлетико, ама тоа е друга тема. Па, добро е. Баш на таа тема сме, мислам дека да, можеби не се поврзани како клубови, ама се борат за истите титули. Еве сега во случајов Барселона, спротивно на тоа што го покажуваше Атлетико Мадрид на почеток на сезона, сега Барселона е таа што игра многу подобро од ривалите. Барселона е таа што, како да кажам, диктира резултати во моментов. Сега да, има резултат, тоест бодовен дефицит. Што мислите, дали може да го надополни до крај на сезона? Нема многу надпревари. Дефинитивно. Да, да надополни. Имаат меѓусебна такмица. Сигурен сум дека Атлетико ќе киксне, бидејќи Атлетико е тим кој што има одличен прв тим, но нема резерви, кој што може да понатаму со текот на сезоната исто што се случи со Милан. Одличен прв тим, супер резултати на почеток, после некој време многу надпревари, суморуваат играчите и ќе се повреди некој, нема доволно квалитетна замена за да продолжи со исто темпо да игра тимот. И мислам дека оваа година титулата оди ке Барса.
Иако не верував во тоа на почетокот на сезоната, после се тоа што покажа, ама сега со оваа ситуација после полусезона, да не ги подрекувам, така некако мириси. Дали може да ги стигне, секако дека може. Квалитетот е каде, нели, на страната на Барселона, според играчи и според тоа. А меѓутоа, искрено се надам дека нема, не сакам да ги стигне. Сакам Атлетико да освои, нели, тоа го зборевме, тоа беше мој предлог за шампион уште пред да почнат во првата епизода. Реков дека титулата оди во Мадрид, најверојатно во црвениот дел. Меѓутоа го запоставуваме Реал Мадрид, кој што е единствен шпански представник во тука е. Па затоа и мислев да го оставиме за на крај од овие шпански тимови. Ама да, кога веќе го спомна, ајде, Реал Мадрид е во трка и за титулата, Лига на шампиони помина, лесно ќе кажам, многу полесно отколку што јас очекував, ако ништо друго. Очекував малку повеќе да се помачат со Аталанта, некако покажаа во два надпревари дека ги имаат работите под контрола. Со 10 тим. Во трката за титулата дома се уште од почеток на сезоната тука, ама никако да загризаат до крај. Не знам. Имаат шанси да ја освојат титулата баш од таа причина што би рекол, за разлика од Атлетико, е тоа што го каже Итале, имаат клупа, едноставно. Реал има кој да влезе, едноставно Зидан решава да не ги користи сите играчи. Меѓутоа тие имаат многу долга клупа, еден куп квалитетни играчи. Се виде во првиот натпревар во Бергамо со Аталанта. Као 10 играчи им фалеа од прва екипа, Бензема и компанија, и пак успеа да победат. Да, дали било пенал или не било, дали било црвен картон, односно. Тоа е, нели, се сведува на тоа дека Зидан многу добро знае да игра Лига на шампиони. Типот можеби не е толку фокусиран на лигата или не знам. Не му е битна или појма немам, али еве и оваа година се уште се на бот 2 колку се од Барса, 6 од Атлетико во лигата, во Лига на шампиони се веќе во четвртфинале. Иако играат со некоја неубедлива игра, немат некои убедливи победи, нешто посебно да се случува, не, али вајда е тоа Зидан. И мислам дека да го има Роналдо сега во тимот, пак ќе освоат Лига на шампиони. Не знам како, ама ќе освојат. Едино сега тоа му фали поред тоа што си го дава Роналдо. Иначе мислам дека со Роналдо и со Рамос во тимот да ги имаше се уште, они се уште ќе беа многу јаки. Иако се онако нигде никаде излегуваат резултатите, не се нешто посебно атрактивни, не знам, не се многу убедливи. Зидан. Да, во ниеден надпревар сезона мислам дека Реал Мадрид не доминирал да речеш, и убедливо да победи и да ги надигра противниците. И мора да се призна дека има и среќа во ждрепката во Лига на шампиони. Не е само оваа сезона. Цело време има среќа. Да, не е само во ждрепка, него со голови во последни минути, такво имаат освојувано, значи титула има така зема со Атлетико. Цело време му се случува и тоа вајда не е ни веќе среќа ко Зидан, некоја таква аура им дава, им шири некоја таква енергија на играчите и спобудолуваат кога највеќе треба. Сигурно сега за сега е ефективно. Со очи од највач на Барселона. Тие кои што изостануваат сега во оваа трка за титулата. Како? Викам, сигурно мора да се гледа подругачие со очи од највач на Барселона, викам, за тоа, за среќата на Реал Мадрид. Добро, види, не, ова е објективно. Да, секако се. Атлетико Мадрид, еве, го зборуваме од околу трката за титулата во Шпанија, околу ова, ниту збор не кажавме за во Лигата на шампионите. Во минатата епизода најавивме дека постои голема шанса дека Симеоне премногу се издава себе си тактички и дека Тухел ќе знае тоа да го искористи. Мислам дека за ова ми е многу драго што го погодивме, бидејќи баш му посветивме време во епизодата и испадна буквално така. 180 минути Атлетико немаше закана на голот на Челси. Мислам дека и да играа уште 180 минути немаше да има шут на гол.
ствари стопката не ја види. Точно. Значи џабе како џабе да ги игра овие 180 минути. Не знам кај исчезна таа борбеност, кај исчезна јаката екипа што трча во секој центиметар од теренот да го освои. Ништо од тоа го немаше во овие 180 минути. Челси ги направи едноставно, ги стави во кафес, играше околу нив, креираше 3 гола, им даде 3 гола лесни. Мислам дека и го подценив, не го подценив, нели, кажавме дека Тухел е најверојатно правилен избор и се тоа за тренер на овакво. Меѓутоа, двомечот со Атлетико покажа дека стварно се спрема надпревар по надпревар, убаво анализира се тоа, не е како претходно што сме го мислеле, дали во Борусија Дортмунд или во Париз. Меѓутоа и во Париз лани се виде дека, нели, секој надпревар посебно го анализира. Дури финалето играше поубаво, може на некој начин од Бајерн Мюнхен. Немаа среќа, нели? Така. Имаше извореден. Ми се допаѓа како ги користи играчите. Дека бира играчи исклучиво за тој надпревар, не бира играчи што се во добра форма, не бира играчи што имаат име, не бира играчи што се, не знам, англичани, странци, германци, сеедно е. Кај него добива предност оној кој што тој смета дека е најсоодветен за исклучиво за тој надпревар да го одигра добро. Еве, на пример, Маркос Алонсо не играше последните неколку месеци кај Френк Лампард и сега гледаме дека Тухел го користи дури некогаш како првотимец. Тоест многу почесто како првотимец го користи. Во Лигата на шампионите беше тоа случајот во двата надпревари. Се на се, многу ми се допаѓа како почна неговата кариера во Челси. Не знам колку ќе биде одржливо, колку е ова на долг рок, ама многу позитивни впечатоци од првиве неколку надпревари. Да, исто, па нема, мислам дека се уште нема пораз. Мислам дека има само 2 или 3 гола примено. Мислам дека се на 2 уште, да. Да, и тоа е одлично. Човекот игра со тоа што му е доделено моментално, мислам дека оваа година, тоест летниот природен рок, ќе донесе играчи кои што одговарат на неговата игра, на вистина сака да го игра и дека ќе бидат многу поефикасни Челси, дури поефикасни од ова сега што го играат. Да, и мислам дека го запоставуваме фактот дека, нели, нема мерило за тоа колку е добар или не, бидејќи, нели, бил во Париз, во Париз секој бил со, нели, домашно првенство, меѓутоа еве стигна до финале, пак ќе повторам, као со екипа на Париз, кај што не била, имала и појаки екипи Париз, кај што имали подобри играчи во средина и се тоа, па не успеале да го достигнат тој успех. Ќе видиме, мислам дека е одличен тренер. Ланската сезона, мислам дека не беше ланската Лига на шампиони мерило за успешен тим, освен тоа што направи Бајерн. Бајерн очигледно не беа погодени уопште од сето ова што се случи. Не знам какви психолози имаат таму и какви тренинг режими имаат и што и се уште немаат направено, пошто дечките беа машини. Сите други беа изгубени, не знаеа кај се, не знаеа што се дешава, пошто таква беше годината. Така да, мислам дека таа минатата сезона не е мерило за тоа колку бил успешен, али од ова што досега го гледам на пример Челси е многу окей, многу мислам човеков прави игра со тоа што го има на диспозал и одлично се снаоѓа сега за сега. Така. Челси оди натаму и неговиот бивш тим Борусија Дортмунд и Борусија Дортмунд помина на искрено не очекував. На моје изненадување поминаа против Севилја 5-4 вкупниот скор. Не очекував ниту дека толку голови ќе примат Севилја, ниту дека толку голови ќе бидат дадени во двата надпревари, ниту пак дека Борусија ќе помине. Некако отидоа натаму и ни остана англиските тимови кои што фаворитски некако си го продолжија патот низ Лига на шампиони. Ливерпул го победи Лајпциг многу лесно во два надпревари, 2:0, 2:0. Овие сакам само малку онака побрзо да ги поминеме за да стигнеме до една малку поинтересна тема.
Некој коментар за Ливерпул Лајпциг? На кратко, на долго? Се покажа дека екипите кои што се појаки тие ме слушате интернетов малку ме Да. дека пишува Слушам. стабилен. Се покажа дека во Лига на шампиони не е мерило моментална форма или не знам што, се виде тоа со Барселона против Париз, се виде со Севиља против Борусија Дортмунд. Се види со Ливерпул со Лајпциг. Ливерпул беа во криза, 6 порази поред дома, не губеа од екипи како Фулам, како Барнли, како Брайтон, што е неприфатливо и за макар и нерешено, нели не. И за Арсенал. И за Арсенал, да. Да. Shots fired. И така да доаѓа над преварите, нели 1-2 над превари колку и да се, кај што треба да изиграат, значи стварно играат без разлика на моментална форма и мислам дека Ливерпул апсолутно и заслужено и па и реално се очекуваше дека ќе помине натаму. По квалитетен Па ја мислам дека сето тоа се сведува на тој идентитет што го имаат екипите, дали различен идентитет што го имаат екипите во домашното преварување, во купот и во Лига на шампиони. Некако со поинаков мајндсет им пристапуваат на тие утакмици и шампионски тим како Ливерпул, мислам дека тоа што се случуваше во домашното првенство воопште не ги засегаше на тој надпревар, туку се фокусира како ајде ова сега ќе го изиграме, па да видиме што понатаму. И заради тоа Вајде така изигра, рутински ги добија. Реално немаше многу да се коментира за таа утакмица. Браво за дечките и добро што помина Ливерпул, бидејќи сепак играат одличен фудбал и се ќе бидат интересни понатаму за гледање. Така. Каква ждрепка би била таа Лајпциг да беше на местото на Ливерпул? Таа страна на ждрепката би била и Вердер би прошол. Сега чекај да не залетувам. Претерувам, чекај. Да се нашалиме малку. Знам дека те понесе моментот, ама ајде. Не брат, не е смешно, ама окей. Добро, види, и Ливерпул победија германски тим и нивните колеги од Англија, Манчестер Сити победија германски тим, исто така со истиот резултат, 4:0 по 2 над превари. И сега честа на германците остана да ја брани Бајер Минхен заедно со Борусија Дортмунд. Сепак би рекол очекувано од Бајер Минхен, можеби малку неочекувано од Борусија. Зошто не очекувано моја екипа? Бајерн не треба ни да повторуваме, помина со 6 гола против Лацио и очекувам дека и до финале ќе биде вака. Да. Па од сите тимови што се останати, освен ако не се случи сега, не знам како одат понатаму ждрепкиве како се комбинираат, ама ако не се случи да се судри со Манчестер Сити, мислам дека во полуфинале. Да. Така? Така се случи. Ја мислам дека тие што би поминале полуфинале, еден од тие два тима би бил и шампионот оваа година. Да не предвидувам така брзо, ама некако така мириси. Ќе ги прочитаме после на крај двојките за четвртфиналето. Интересни се, особено патот до финале на Лига на шампиони е интересен. Знаете што е уште поинтересно? Еден тим што се спремаше да освои Лига на шампиони веќе 5 години и проектот комплетно им пропадна од Порто. Јас за ова се спремам целиот подкаст да го разговараме. Што се случи со Јувентус оваа сезона? Ја мислам дека ние ги избаксузиравме. Ние. И минатата епизода нема шанси Порто да победи, нема шанси да помине. Ај, окей, победи, ама нема шанси да помине. Ете, имало шанси. Јувентус се дешава тоа што се случуваше со Барселона минатата година. Беше и они сватија дека треба да се направат промени, иако не направи некои големи промени во составот. Мислам дека најголемата грешка им беше кога не освоија финалето со Реал, тоаш беа најзрели за титула. Таа шанса не искористија поради
игра одличен фудбал таа година и реално има многу шанси за, ја очекував да освои. Се случи нешто на полувремето, толку отиде. После тоа веќе тој тим не можеше да освои, требаше да направи драстични промени и го зема Роналдо кој што е веќе 36 годишен дечко. Јас дека сега треба да се уште дава голови и сето тоа, али не можеш да градиш тим на човек кој што е толку години. Значи треба да, барем тоа е моje мислење. И најголема грешка им беше што не направи некој драстичен ремонт, што нема јајца да направат драстичен ремонт. Да го направиат тоа порано, немаше да се случи да дојде до ова да изгубат од Порто. Ја мислам дека Ювентус имаше највеќе шанси да освои 2015-та, штета што налета на таков тим на Барселона. Во 2015-та мислам дека Ювентус може бил најдобар во задниве 2 децении колку што го следам активно. Таква екипа со Погба, Пирло, Видал, Тевес, Мората, Маркизио, мислам дека нема да му се повтори на Ювентус. Заслужија, можеби, нели го изфрља Реал Мадрид, изфрља други јаки екипи во Лигата на шампиони, налета на Барселона што беше надмокна со Меси, Суарес, Неймар, како најдоброто напаѓачко трио што сум го видел во нека екипа. Во таква форма сите даваат голови, не се вечни. Потоа 2017 финалето против Реал го изгубија, не има добра игра за до финале, понатаму не може. Да, ја победија Барселона, мислам 3-0 во 2 надпревари, не примија гол од Барселона. Заслужено до финале, меѓутоа финалето се го изгубија, квалитет не беше нивна страна секако. Од тогаш после тоа изгубено финале, пробуваат, точно им фали, као, значи веќе не се фокусира толку на првенството, бидејќи скоро 10 години поред освојуваат. Се фокусира да вратат, нели, честа на италијанскиот фудбал, да освојат Лига на шампиони, 2 финали ја губат во 2 години, претходно исто од 2003 таму од Милан на пенали, нели? И сака да освојат, упорно им фали Лига на шампиони, направија реконструкција и да, може да се направи победничка екипа со Роналдо, меѓутоа не е клучен само Роналдо, туку клучни се тие околу Роналдо. Као не може... Ја мислам дека Буфон е малерот. Не знам, да, тоа е веќе држи вода муаветот, меѓутоа срамота е за екипа како Ювентус со такво реноме, со такво име, да испаѓа 3 години поред од екипи како Ајакс, како Лион, како Порто. Не ги омаловажам другите екипи, меѓутоа ако ги ставиш на вага, нема. Тоа сакав да го напоменам. Претходно кога нема толку многу пари, беа многу флексибилни, беа многу проактивни, зима играчи кои што ќе трчаат за тимот, зима употребливи играчи. Значи таму кај што ќе го оставиш на таа позиција, тој играч е одличен, супер е. Сега Вајда имаат веќе, ствари не Вајда, него сигурно имаат многу повеќе пари за разлика од тие први години кога беше Конте. Да, многу повеќе. И мислам дека полетаа малце повисоко и заборавија што се случуваше претходно и ја изгубија таа, не знам, понизост и респект спрема сите останати во лигата, бидејќи премногу долго освојуваат се во италијанско и стана почнуваат да заспиваат. Може не спијат, ама дремат. Да кажем, и оваа година се покажа сето тоа, бидејќи имаат неколку лоши трансфери во последниве неколку години и сето тоа се одразува, нели, не може веднаш, али со текот на времето е да се покаже како битна ствар, бидејќи Порто. Да, лигата финансиски е во многу тешка ситуација. Во моментов најголемиот проблем е во тоа што не се знае колкав дел следува од телевизиските права на секој од клубовите. Многу од клубовите губат многу голем дел од тој приход поради тоа што федерацијата има проблем со нив. Во Италија работите на фудбалски план не се сјајни, ама за италијаните доаѓа една нова генерација и на сопственици. Прво, италијанската лига полека се интернационализира, се повеќе американски, кинески сопственици, ќе почне да има и арапи како што имаше на почеток на оваа деценија во Премиер лига, па еве сега гледаме повеќе тимови се
во странски раце и мислам дека единствено тоа им е излезот на италијаните. Јувентус колку придонесуваше за таа лига, толку многу и одмагаше на некој начин поради тоа што да, е најсилен представникот таму, меѓутоа не прави ништо за да биде лигата подобра, едноставно правеше за да таа машина што се вика Јувентус да работи како што треба. Да, може да се избори да повлече 4 екипи во Лига на шампиони, меѓутоа он ќе се биде јак, другите 3 ќе се, ќе се покажат во слабо светло и со самото тоа, сметат и луѓето дека квалитетот опаѓа и дека се тоа квалитетот е несомнено опада. Да, така и друг проблем е неконсистентноста на екипите, као Рома, као Наполи, Аталанта, тоа се случува и во Германија. Квалитетот, 2-3 екипи. Квалитетот на лигата си го прави своето. Квалитетот на лигата, барем од тоа што гледам, објективно зависи од федерацијата. Федерацијата е таа што диктира како ќе се движи и федерацијата е таа што е задолжена од тоа што го има да го испромовира. Реално италијанците ќе пресече моментот на Калчиполи, кога се имаше куп тимови кои што отидоа во втора лига и реално за да се вратат во прва лига, за да гледнуват тимовите, за да се вратат на старите патеки, е потребно време и веќе горе-доле се изеначени. Јувентус се избаци многу, бидејќи Јувентус имаше доста финансии од самиот момент дека имаше собствен стадион, најпрва екипа со собствен стадион во Италија и не ги даваше парите на градот за рентање на стадионот, туку ги задржуваше за тимот. Има одличен маркетинг, многу добро знае кои играчи да ги земат, како да ги спромовира и сето тоа им донесе многу пари. За разлика од сите останати тимови во Англија, во Италија, кои што не го направија тоа што го направи Јувентус, поради лош менаџмент и не успеа да фатат чекор толку брзо колку што го направи тоа Јувентус. Јас дека има одлични потези, кој што кажа Фањели, ги го донесе Бепе Марота, остави Конте, тоа е тоа. Веќе имаме тим од двајца луѓе кои што беа идеалните за сето тоа и сега Интер наместо да измислува топла вода, го ископира тоа што направи Ањели пред неколку години и носи резултат. Да, али сепак стојам на тоа дека се зависи од федерацијата и многу исто зависи од самата фискална политика на државата, бидејќи кој што знаеме, во Италија голем дел од платите кои што ги даваат за играчите одат во даноци и тук тоа има многу важна улога во носење на звезди од буквално, значи звездите кои што играат во Шпанија и во Англија плаќаат многу помалку данок за тоа што го платили во Италија. И заради тоа е таа лига не толку атрактивна, да кажеме, колку овие две. Токму така. Точно, меѓутоа, извини Кира, после Калчополи Италија освои светско во фудбал, Милан освои наредната година Лига на шампиони, 3 сезони после тоа Интер освои Лига на шампиони, као екипите сами кога да не сакаат да се адаптираат по тоа на новиот правец во фудбал, помодерен, туку као тоа е што е, се тераме исто темпо, взимаме играчи во подминати години, тоа го правеше Милан со Бекам, со Роналдиньо, со така. Тоа го правеше после и Интер, као Интер и сега го прави на некој начин со Јанг, со Санчес, меѓутоа со Конте знае да го изменаџира искуството на играчи на стари со новите по енергични фудбалери, што не знам како се изразам. Така. Прашање на време е кога ќе стане италијанската лига одново атрактивна, ама пак ќе повторам, тука спасот го гледам во инвеститори од страна, не во италијани, бидејќи не се многу заинтересирани за сопствеништво на фудбалски клубови, едноставно изгубија интерес. Фереро, од Нутела што ја произведуваат, единствено тој беше некако заинтересиран за да купи клуб од стварно богатите италијани. Штом не испадна за него, мислам дека и другите инвеститори не се нешто многу заинтересирани. Лигата ќе биде тотално под странско сопствеништво, освен можеби Јувентус за некои 10 години. Така предвидувам. За да не навлегуваме премногу во темава,
Значи ги издвојуваме Јувентус како најнегативното изненадување во оваа фаза од Лигата на шампионите. За крај сакам да слушнам само од кој тим сте најмногу импресионирани во оваа сезона. Само во Лига на шампиони. Не ми е гајле за лигата, не ми е гајле, значи, што прават во купови, што им се случува во приватен живот. Лига на шампиони, од кој сте најмногу импресионирани? Ајде, Тале, повели прв. Па, би ги извел Сити. Би ги извел Сити, бидејќи во оваа година, иако на почетокот се чинеше дека ќе изгубат ритам, дека повторно ќе биде промашена година, на крајот излезе дека само им требало малку време на тие играчи да се вратат повторно во ритам за игра и Гвардиола многу добро тоа сето го изменаџира. Да сега има стварно полетен и спремен тим кој што игра одличен фудбал. Со оглед на тоа дека се враќа и Агуеро, не беше повреден и така нешто, мислам дека Сити се сега the team to beat. Онака се многу и квалитетен и ефикасен фудбал. Така. Владко? Најпозитивно изненаден, нема да го кажам Порто пошто е клише, има лесна група и се тоа, ќе кажам Пари Сен-Жермен. Неверојатно е како таква екипа толку лесно успеа да се избори со предизвици као најтешка група, као противник, као Барселона да не изгуби од нив, стартуваа лошо во Лига на шампиони, изгубија од Манчестер Юнайтед, сите се смеа, нема да поминат групи, вака така. Јас сум премногу изненаден од пристапот на играчите на Пари Сен-Жермен и управата и со смена на тренер нели на сред сезона, тоа е многу храбар потек. Немам негативни зборови за Пари Сен-Жермен и мислам дека ако освојат Лига на шампиони, ова ќе биде најтешката титула некој што освоена. Осмина финале Барселона, четврт финале Бајерн Мюнхен, полуфинале Манчестер Сити. Мислам дека најаките екипи би ги победил ако освојат, нели? Тоа е за наредна епизода ќе оставиме, меѓутоа Пари Сен-Жермен дефинитивно. Таква доминација во најмногу камп. Ќе се разочараш у следна епизода, мај. Знам дека не ги сакаш Бајерн, јас дека су Германија. Не, далеко тоа дека не ги сакам. Ги сакам сите германци, наравно за Дортмунд оваа сезона реков. А германките? Уште повеќе. Пазете се германки, бат ќе доаѓа. За тебе? Па, види, за да не бидам клише со одговорот, истото да го кажам, некој од Борусија, реално најмногу ме изненади Борусија Дортмунд, пошто стварно не очекував да пројде. Има тренер некој што е као синот на газдата или нешто така. Дали, ама озбилно е така, имаат 17 годишњак што им игра дефанзивна средина, имаат 16 годишњаци што ги пуштаат од клупа да играат. Не ми е јасно како пројдоа. Им дадоа 5 гола на најсилниот дефанзивен тим во шпанско првенство. Не знам што се случува. Ама добро. Да, ќе кажам дека се Челси, чисто заради тоа како го одигра дуелот со Атлетико Мадрид. Атлетико ги сметав малку можеби за фаворити. Не испадна така, најизненаден сум од Челси, бидејќи и групата си ја прогура без некакви проблеми. Продолжија во осмина финале многу лесно. Сега имаат четврт финале со Порто, во кое што ја имаат улогата на фаворит, ама треба да знаат дека не смеат да ги потценат Порто. Нема да се залетувам. Нема тере да се залетувам. И да, тоа е, Челси. Кога сум тука, ќе ги прочитам двојките за во четвртфиналните дуели, а Бобо ќе ги стави тука некако како некаква убава креатива графика ќе направи. Бобо е инаку нашиот монтажер, поздрав до него. И поздрав до Гоце, што ни го направи логото. Фала Гоце, изгледаме предобро заради тебе. Двојките се. Може да го слушаат Гоце на неговиот подкаст. Да, шаут-аут до неговите туторијали за дизајн. Сабскрајпи на неговиот канал, ќе оставиме некаде во description без гајле.
Да, доброто е што таму на тие негови туторијали не е класично само како да направите лого, туку како да хендлате клиенти и сето тоа, така да многу исцрпни одговори дава. Така, се надеваме на повеќе. Да го мотивираме да прави. Ајде, готи. Така, двојките се на брзина: Манчестер Сити против Борусија Дортмунд, Порто против Челси, Бајер Мюнхен против Пари Сен-Жермен и Реал Мадрид против Ливерпул. Со малку подетално дискутирање ќе се вратиме во следната епизода. До тогаш, момци, имате нешто да порачате, да поздравите, да кажете? Лайк, шер, субскрайб, се тоа. Поздрав посебно немам до никој, освен до оние верни фанови што не гледаат, слушаат и поддржуваат. Знаат кои се, да не ги споменуваме секој епизода, така да. Така. Тале? Па толку малку се за да можеш да ги спомнеш сите. Ај. Не знам дека. Океј. Ништо, дечки, да ви има повеќе, да не можеме да не наброиме, вака како што спомна Владче. Се надевам дека ви се допадна ова што слушнавте. Ако не ви се допаѓа што сум влезен во екипата, тиснете дислайк, да си знам чисто што се работи. Тоа е тоа. До следна епизода, скратен корнер, очекувајте не. Ќе бидеме повторно со вас, со двојките од четвртфиналните дуели од Лигата на шампионите. Во меѓувреме, гледајте фудбал, поддржувајте македонската репрезентација. Само што дадовме петарда, Германија нека се спрема за следна петарда. И тоа е тоа. 10-та епизода, ставаме крај. Peace. Чао. Тоа